Да, денеска средбата ќе биде во 17 часот во рамките на владата. Тоа ќе биде средба во која што ќе поразговараме со господинот Таравари околу актуелните политички случувања, што се однесува до тековните активности негови како член на владата. Ние речиси секојдневно комуницираме. Се разбира, тоа е неизбежен дел, но генерално би сакал да слушнам како размислува во делот на последните случувања кои што се познати во јавноста. По мене има две опции за избор. Едната опција е оваа која што ја нуди оваа влада, на реформи, на промени, на испорака за граѓаните, и втората опција е онаа опција која што години наназад, би рекол повеќе од 2 децении, ја криминализираше државата, ги уништуваше институциите и практично ја клекна државата и граѓаните. И тоа е изборот. Нема трета опција. Би сакал да слушнам од господинот Таравари која опција за него е, бидејќи јас не гледам трета опција. Што се однесува до моите односи лични со господинот Таравари, во политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Јас мислам во неговиот случај најмалку 3 пати сум покажал и сум го држал зборот. И кога имало моменти кога можеби имало и дилема во рамките на раководството на партијата. Затоа задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат и препознаваат и најчесто ваквите задкулисни игри им се удираат од глава на оние кои што ги прават тие задкулисни игри. Се разбира, никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ке повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол неколку децении, ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен.